Добро вечер, почитувани гледачи, тредневник на К3. При претрес на куќа во село Брес, специјалците пронајдоа дел од украденото оружје од полициската станица во Гошинце, каде врз основа на извршените анализи на оружјето и на сериските броеви, министерката за внатрешни работи Гордана Јанкуловска потврди дека станува збор за дел од оружјето што беше одземено при нападот на полициската станица во Гошинце. При претрес на куќа во селото Брес, специјалците пронајдоа дел од украденото оружје од полициската станица во Гошинце. По извршените анализи на оружјето и на сериските броеви утврдено е дека станува збор за дел од оружјето што беше одземено при нападот на полициската станица во Гошинце, потврдува министерката за внатрешни работи Гордана Јанкуловска. За терористичкото загрозување на уставниот поредок и безбедноста на Република Македонија со нападот на полициската станица во Гошинце, полицијата има едно осомничено лице од село Брес кој го е пронајдено поголем дел од оружјето кое на 21 април ноќта беше одземено од караулата. Претресите беа на 3 локации, 2 локации во Брест и 1 локација во Врњарци, меѓутоа предмети од интерес на истрагата се пронајдени на првите 2 локации. Со оглед на тоа што лицето не беше лоцирано и приведено, продолжува потрагата и по ова лице, меѓутоа продолжува потрагата и по други лица за кои имаме индиции дека имаат поврзаност со настанот во Гошинце. Како што потврди министерката за внатрешни работи Гордана Јанкуловска, бил извршен претрес на 2 локации во село Брест и на 1 локација во село Брњарци. При претресот кај 55 годишно лице ОС, за кое постојат сомневања дека бил дел од групата што ја нападна караулата, беа пронајдени привремено одземени 2 автоматски пушки и муниција, 2 снајперски пушки и муниција, 10 пиштоли и муниција, футрола за пиштол, униформа на УЧК, радиоврска и други предмети, рече Јанкуловска. Во претресот на куќата во село Брњарци, која користел осомничениот, не биле пронајдени предмети што се во интерес на истрагата. Оружјето е дадено на понатамошно вештачење со цел пронаоѓање евентуални материјални траги кои се поврзани со стореното кривично дело, пошто ќе следува соодветен поднесок. Таа информира дека продолжува соработката со косовската полиција со која се разменети сите информации релевантни за конкретниот случај и други аспекти кои би можеле да дадат резултат за откривање на сторителите и нивно лишување од слобода. Со производство на сопствена добиточна храна, за која има одлични услови во целата држава, но и во регионот, може да се развива свињарството. Фармата на Пандиловски во селото Романовце е одличен пример на свињарска фарма по сите стандарди, каде што во моментов има околу 1300 свињи и е една од најголемите во Кумановско и регионот. За искуствата и состојбите во оваа гранка повеќе од прилогот што следи. Во Македонија има одлични услови и можности за развој на свињарството. Поднебјето со одлични климатски услови за производство на добиточна храна може да се искористи за развој на оваа гранка, а со многу труд и работа ова може да биде и одличен бизнис. Дека е тоа така потврдува фармата на Раде Пандиловски од кумановското село Романовце, една од најголемите во регионот, каде одгледува 1300 свињи за кои е потребно 2 тони жито дневно за храна. Пред 2 децении почнал со неколку свињи за своји потреби, но подоцна полека почнал да го зголемува бројот на грлата добиток. Со времето зголемив уште мислам нели стигнав до 120 мајки. И товот го зголемив и имаме една од мислам за мене најубави пуштено чекалиште надвор, како да кажеме чекалиште од слободен тип. Фармерот Пандиловски вели дека сериозно треба да се пристапи кон развојот на свињарството. Тој воедно обработува 80 хектари земја, земени под концесија и има сопствен млин и силоси од 450 тони жито. Има сигурен пласман со склучени договори со кланици од Свети Никола и Гостивар. Периодот што следи не е многу поволен за одгледувачите на свињи. Во овие и следните месеци цената ќе биде 80 денари за килограм, поради намалената побарувачка на пазарот, додава тој. Понудата е поголема кај свињи и цените паднуваат испод заработувачка, али ние ако гледаме се едно на друго, секоја работа, ако работиш добро, верувајте дека има сметка, ако не работиш добро, нема.
Фармерите добиваат по 1000 денари субвенции за секоја свиња и за секоја мајка. Субвенциите се во таа вредност за до 5000 свиња, а потоа процентуално се намалуваат во зависност од вкупниот број на свињи што ги има фармата. Субвенционирање има и преку програмата за рурален развој, со која се субвенционираат приплодните грла со 50% и субвенционирање преку ИПАРД програмата. Одгледувачите велат дека се добредојдени и покриваат добар дел од трошоците. Јас лично да кажеме не рачунам на тие пари, тие се само добродојдени како да кажеме некако да се добил на некое лото. Тие пари се стварно добри, ми имаме 1000 денари по грло од товљеник. Оваа финансиска помош е предуслов да се зголеми и бројот на свињи во последните години за 10%. Во Македонија инаку годишно се трошат по 10 килограми свинско месо по глава на жител во споредба со Европа, каде просекот е 43 килограми. Мобинг тешко се докажува. На ниво на државата лани има поведено само 6 постапки за докажување мобинг, додека во Куманово ниту една. Постапката оди бавно, потребно е да се обезбедат докази. Граѓаните не се осмелуваат да поведат постапка за мобинг поради страф од губење на работното место, а најголем дел од нив и поради неинформираност. Мобинг тешко се докажува, нема пресуда во корист на тужителите, а ова се официјалните податоци кои ги има за Македонија. Во текот на минатата година заведени биле само 6 предмети за мобинг на ниво на државата. 5 од нив се решени со одбивање на тужбеното барање, а еден се уште е во процедура. Психичкото вознемирување кое предизвикува душевна болка, страф или понижување е мобинг, кој може да биде вертикален и хоризонтален. Вертикалниот е кога вработените трпат притисок од нивните претпоставени, додека хоризонтален е кога трпат малтретирање од страна на нивни соработници на ист ранг. Интересно е што речиси неколку години по иницијативата за донесување на законот, кумановци недоволно или речиси воопшто не се запознаени со мобинг. Никогаш не сте чуле за мобинг? Не. Сум слушнал дека други има. Дали е еден од начини со кои се заштитува вработениот? Па да, тоа е еден од начините, меѓутоа судските разврски има и позитивни и негативни, зависи од случај до случај. Да, Сте имале случај? не. А некој ваш близок? Не се сеќам дека сум подел такво нешто со некого. Помислам дека работодавците ги штити повеќе. И мало е психички малтретирање и мало е понапред, да речеме, за моја јас сум у везија сега, и мало и понапред такви нешто малтретирање, ама за сега не знам каква е работа. Во Македонија се уште нема судска постапка за вознемирување на работното место, која е правосилно завршена во корист на жртва на мобинг и покрај тоа што од мај 2013 година донесен е посебниот закон за заштита од вознемирување на работното место. За мобинг нормално дека сум чула. Имале сме и такав случај, да. Сте го добиле? Не сме ги тужиле. Понегде се решава и со судски, ама обично проваѓав луѓе преку тој пошто се плашив за работа. Сум слушнал, да. Да ви кажем, кај нас во ова наша земја, негде ги штитат, негде и не ги штитат. Према оноа што и на телевизија изјавуваат работнициве, зависи како каде. Сум слушнал за тоа, да. Каде живеете? Германија. Де ги малтретираат таму вработените? Не. Има мобинг на работно време, има. Психичко, па има го. Има го, секоја држава го има тоа. Внатре во фирмата, кај се договарат и се прават повеќе на тоа начин да не дојде до тоа. Има синдикати, има се. И со синдикатите решено се. И мобингот е решен со синдикатот во Германија? Да. Тие се платени за тоа. Ти ги плаќаш месечно и го имаш некои проблеми на работа, тие ти го решат проблемот. Зависи се како, ако дојдам да ставам рака на тебе, тоа е мобинг веќе. Тоа е сексуално белестико на работно време. Секој не може тоа така да го поднеси. Според правилникот за заштита од вознемирување, работодавачот, вработениот, како и лицата ангажирани со договори што учествуваат во работата кај работодавачот, должни се при работата да се однесуваат на начин на кој се почитува достоинството, интегритетот и угледот на вработените. Глоба во износ од 5 до 6.000 евра во денарска противредност ќе му се изрече за прекршок на работодавачот, доколку врши вознемирување на работното место или доколку не обезбеди услови за почитување на достоинството, интегритетот и угледот на вработените, или пак доколку не го запознае вработениот пред стапување на работа и вработените кои се во работен однос со забрана за вршење на вознемирување на работно место.
Депонии во самиот центар на градот го гушат Куманово. Ние како да сме навикнати на оваа слика, која со години не се менува. Несвесно или намерно, напуштените објекти се користат како отпади за ѓубре. Затворените продавници со кои никој не стопанисува, заборавени од минатото и претворени во ругла на градот. Еве ја сликата што ја регистрираше нашата камера. На првата раскрсница која води кон центарот на десната страна некогаш на пчела обвиена во пајажина, од левата поранешниот супермаркет со години оставен на пропаѓање. За некој кој доаѓа од друг град или пак турист, оваа слика ќе го потсети на некој запуштен кварт или гето во латиноамериканските држави, а не на Куманово кој се стреми да стане европски и модерен град. Овие објекти стојат како намерно оставени на забот на времето, поради што кумановци се веќе навикнати и одомаќинети со духовите од минатото. Несомнено е дека треба некој да превзеде нешто, велат станарите на околните згради и останатите граѓани. Сметаме дека е време и стварно е ругло за градот, за Куманово. И овој објект позади вас исто така треба стварно да се реновира и нешто да се почне да се работи. Една библиотека тука може да биде, ако ништо друго. Како никој да не се срами и не се прашува зошто не само овие два објекти, туку и напуштените продавници и магацини на Житомел и уште неколку фирми се претворени во диви депонии и јавни веција, додаваат поупатените. Во обиколката на овие простории со кои никој не стопанисува, налетавме на купишта ѓубре од стари алишта до расипани апарати за домаќинство. Никој не води грижа, нема одговорни, па зошто тогаш да се превзема нешто да се смени оваа слика? Сите можат да прават се, без совест и свест, да фрлаат отпад каде сакаат, додаваат револтираните граѓани. Па се претворени депонии, нема кој да води сметка од тие продавници изграми. Треба општината да поведе сметка малку за некои продавници, да се уредат, инаку вака не личи на ништо, го грубат градот и се. Што се одвивало или што е проблемот тука, не знаеме да ти кажем право. Не сме известени воопшто или нити има прикажано од страна било кој овластени лица за оваа работа. И додека топката ја префрламе од еден на друг, што е својствено за нашиот менталитет, Куманово не само како да стои во место оставено некаде во соцреалистичката епоха, градот тоне во хаос и нечистотија, без идеја за излез од кризата. Младите полека се иселуваат, останатите само немо коментираат за она што ни се случува. Подрачното училиште Христијан Тодоровски Карпош во село Мглинце обстојува во тешки и мизерни услови како во 18-тиот век. 5 деца, препуштени сами на себе и оделени од било каква интерактивност, учат во една училница. Без нормален тоалет, неретко без струја, со компјутери без приклучен интернет, се учи петолетка во Мглинце. Само 5 деца учат во единственото основно училиште во Кумановско-Козјачкиот регион во селото Мглинце, кое се наоѓа во пограничниот дел со Србија, 50 километри оддалечено од Куманово. Учениците од 1 до 5 одделение учат во комбинирана паралелка, а наставата ја следат во иста просторија. 30-годишната Убавка Мартиновска, мајка на двајца ученици, раскажува дека и покрај тоа што ретко фаќаат македонска мрежа, а во семејниот дом гледаат само српска програма, учениците се опремени со компјутери кои не ги користат. Има пуно некои работа што ги недостајува во школу. Интернет за компјутерчења немав, некои други школски работи нема све, ни тој CD плеер за музичко државе. Англискиот јазик наводно го учат уште од прво одделение. Книги имаат и формално напишани оценки во дневник, а немаат професор, загрижено објаснува Убавка. Ми први смо неколку пат жалбу до другоманце, до школу, до директорку, доваѓаонов дена правимо као договор, пошто не може да доваѓа наставников дена, да обезбедив од општина Ладо да идев деца барем еден пат неделно, но да идев на 2 часа, нешто тој. Неретко се случува да снемува струја во Мглинце, па учениците преку зима се грејат на дрва. За огрев се снаоѓаат како знаат и умеат, или од централното училиште ќе донесат или ние носиме дрва, разочарано вели 30-годишната мајка. Кубе ги е ужасно. Чури се по сат време, лоптира во училницу, а после се греев. И покрај бројните ветувања за изградба на нов тоалет на основното училиште во село Мглинце, учениците понатаму вршат нужда во овој руиниран објект направен од камења и гнили даски. Препуштени сами на себе и одвоени од централното Христијан Тодоровски Карпош во соседното село Драгоманце, овие ученици досега не присуствувале на ниту една училишна или новогодишна прослава, зашто нема кој да им обезбеди превоз. Професорот Зоран Тасевски за време на посета и делење хуманитарна помош во ова село се згрозил кога видел дека овие деца се отсечени од било каква забава и интерактивност. Им купил радио и планира кога ќе обезбеди превоз да ги носи и на кино и на театар во Куманово.
Центарот за детско творештво, иако на хартија се уште се води како институција за оваа намена, години наназад ја нема својата функција. На површина од 2000 метри квадратни со неколку акустични сали, канцеларии, простории на некогашен стрелачки клуб Куманово. Денес оваа установа е со руинирана фасада, запуштен во пајажина и прав. Надлежните велат дека се очекува наскоро да се реновира и да се врати стариот сјај. Некогашниот дом на пионерите, изграден уште за време на социјализмот, подоцна преименуван во Центар за детско творештво, до пред неколку години беше место на кое се собираа младите, го исполнуваа своето слободно време и вложуваа во својот социјален развој. Во минатото ова место беше од големо значење за младите кумановци. Можеа да изучуваат странски јазици, да играат различни друштвени игри или пак да земат учество во драмските и литературни секции. Нивните родители беа растоварени и знаеа дека децата квалитетно го исполнуваат слободното време. Беше многу убаво. Едно време беше многу убаво. Све имаше и учители, и деца, и све. А сак ништо, растори се. Вашите деца доаѓали? Доваѓава. Ете, тука седат унуките мои, тука се доваѓа се. Ма некако порано беше многу убаво. Него уште подобро да биде. Уште подобро да биде да се искористи. Порано беше стварно добро. Дечиња тука се занимава, имаше игрорна, имаше се и јазици, и стрелаштво, и се живо имаше. Што поскоро да се реновира и да се реши проблемот со домот. Еден дел од зградата на некогашниот пионерски дом е издадена на приватни лица. Останатите простории се очекуваше да бидат адаптирани за отварање на факултет за градежништво и геодезија. Целиот објект е со површина од над 2000 метри квадратни и има 4 вработени лица. Надлежните информираа дека наскоро се очекува да се најде вистинското решение и да се врати стариот сјај на оваа установа. Мислам дека ќе се случува нешто, бидејќи објект од 2000 метри квадратни корисна површина со екстра услови, нова градба, само што изгледа вака, бидејќи фасадата е дотраена, мора да се искористи. Има 10-15 канцеларии, сала огромна од 300 метри квадратни. Значи, да кажам нешто дека имаме централно грејење, а природниот гас ни е на 1 метар од нас, што значи може и тоа да се искористи како добра основа за да се почне позитивно да се размислува за оживување на овој центар, бидејќи еден од клучните проблеми, мислам дека јас како знам за овој центар е токму тоа грејење. Најголем дел од овие институции, меѓу кои некогашниот пионерски дом во транзицијата беа оставени на забот на времето, необновени и нефункционални. Во голем број градови во државата бившите општествени институции добија пренамени и работат во интерес на заедницата. И кумановци го очекуваат истото, овие објекти да се вратат во употреба и заживеат. Македонски железници и кинеската компанија Коско одржаа заеднички состанок, на кој беа разгледани можностите за создавање на патни и железнички мрежи од пристаништето Пиреја, Република Грција, до Централна Европа, преку територија на Македонија и создавање на собирен пункт во Македонија. Според вице-премиерот за економски прашања Владимир Пешевски, целта на денешниот состанок со кинеската компанија во соработка со македонски железници и железниците во регионот е да се идентификува локацијата во Македонија, која долгорочно би можела да представува еден логистички центар, а понатаму тоа ќе биде основа и евентуално за формирање некаква посебна зона каде што би можело да има и полесно производство, како и други услуги кои се важни. 60% од увозот на стоки во Македонија пристигнува преку океанскиот пат на свилата од пристаништата во Пиреја и Солун. Во Македонија железничкиот транспортен сообраќај во вкупниот транспорт учествува со само 10%, што според Пешевски во голема мера се должи на застарената железничка инфраструктура. Елизавета Георгиевска, подпредседател на Стопанската комора на Македонија, истакна дека идејата за создавање железнички собирни пунктови во земјата и ефикасни и брзи транспортни патишта од и за Европа ќе придонесат за подобрување на конкурентност на домашните производи на странските пазари. Сојузот на синдикати на Македонија годинава ќе го прослави 1 мај, меѓународниот ден на трудот, со марш на солидарноста, на кој ќе биде прочитан првомајски манифест со пораки за колективни договори за сите, сигурни работни места и сигурни плати за работниците. Маршот ќе почне напладне од пред зградата на Сојузот на синдикати на Македонија, пошто учесниците ќе поминати покрај собранието на Република Македонија. Сојузот на синдикатите на Македонија годинава со оваа манифестација активно ќе се вклучи во вкупните активности што ќе ги реализираат меѓународните синдикални организации, а кои ќе бидат фокусирани на обезбедување на колективни договори за сите работници, односно и таму каде што ги нема.
Активностите во текот на годината ќе бидат насочени и кон обезбедување на сигурни работни места, работен однос на неопределено време и сигурни плати за сите работници, изјави председателот на Сојузот на синдикати на Македонија Живко Митрески. Денеска се одбележуваат 110 години од смртта на председателот на Крушевската република Никола Карев. По тој повод во Собранието на Република Македонија за ликот и делото на Никола Карев ќе говорат председателот на Собранието Трајко Велјановски, академик Блаже Ристовски, како и директорот на Институтот за национална историја Драги Ѓорѓиев. Делегација на Собранието на Република Македонија по повод одбележувањето 110 години од смртта на Никола Карев ќе положи цвеќе пред споменикот на Никола Карев пред зградата на Собранието на Република Македонија. Во лавина на Монт Еверест загина менаџер на Google, а бројот на жртвите во земјотресот е на 3200. Мртва трка на изборите во Велика Британија. Украина бара мировни трупи од Европската Унија. Следуваат вестите од светот. Топ менаџерот на американската интернет компанија Google Даниел Фреденбург загинал во саботата во лавината на Монт Еверест, која што е прекина силниот земјотрес во Непал. Според информациите од Непалското министерство за туризам, најмалку 18 алпинисти загинале во базниот камп во снежната лавина на Монт Еверест, предизвикана од земјотресот. Екипите кои што ја снимиле областа се движеле пеш, опремени со 2 фотоапарати со 15 објективи конципирани специјално за оваа цел. Инаку билансот на загинатите во разорниот земјотрес во Непал надмина 3200 лица, соопштија непалските власти. До моментов е потврдена смртта на 3218 лица, а 6538 се ранети. Земјотресот со интензитет од 7,9 степени според Рихтеровата скала зеде 90 жртви во соседните земји како Кина и Индија. Мртва трка пред парламентарните избори во Велика Британија. Конзервативната партија на премиерот Дейвид Камерон и лабористичката на Ед Милибанд водат пред изборите што ќе се одржат во недела. Според истражувањето на BBC направено според собраните податоци од неколку британски агенции за испитување на јавното мислење, конзервативците и лабористите ќе освојат по 33% од гласовите на британците. Зад нив далеку преостануваат партијата за независност на Обединетото кралство со поддршка од 13% и либерал-демократите на сегашниот заменик премиер Ник Клек, кои се предвидува да освојат 9% од гласовите. Ваквиот распоред на гласовите, доколку прогнозите се покажат точни, значи дека парламентарните избори на 7 мај ќе бидат најнеизвестните по повеќе децении. Очекувањата се дека ниту една партија нема да собере доволно гласови за да може самата да ја формира новата влада. Поодново како и по изборите во 2010 ќе мора да се прави коалиција или една од двете големи партии кои ќе обезбедат мнозинство да прифати да формира малцинска влада. Во Киев денеска се одржува саметот на ЕУ Украина. Украинскиот претседател Петро Порошенко најави дека од врвот на Унијата ќе бара да распореди мировни трупи на истокот од земјата. Тоа ќе биде моќен сигнал за поддршка на Украина и нејзините европски интеграции, порача Порошенко во соопштението за медиумите во пресред на состанокот со председателот на Европската комисија Жан-Клод Јункер и со председателот на Советот на ЕУ Доналд Туск. Во Брисел засега нема многу волја да се исполни ова барање, а еден висок функционер за агенцијата Франс Прес изјави дека барањето е примено, но ЕУ на денешниот самит пред се ќе инсистира Киев да ги спроведе неопходните стопански и уставни реформи. Предизвиците на реформскиот процес ќе бидат во фокусот на разговорите, пренесува агенцијата, со оценка дека ЕУ пружа полна поддршка на воената наблюдувачка мисија на ОБСЕ. Денешниот самит е прв откако Украина минатата година ја потпиша спогодбата за стабилизација и приближување. Во организација на Општинскиот сојуз на училишен спорт од Крива Паланка, а под покровителство на градоначалникот на општината, денеска на градскиот стадион се одржа 6-тиот традиционален општински крос надпревар, на кој учество зедоа учениците од двете основни и средното училиште.
Денеска на градското игралиште во Крива Паланка по 6-ти пат се одржа традиционалната манифестација Општински крос надпревар, на која учество зедоа учениците од 3-то до 9-то одделение од основните училишта Илинден и Јоаким Крчевски и учениците од сите години од средното училиште Ѓорче Петров. Надпреварот е во организација на Општинскиот сојуз на училишниот спорт, а под покровителство на градоначалникот на општината Арсенче Алексовски. Учениците трчаа патеки со различна должина според возраста. 3-то и 4-то одделение трчаа на 200, 5-то и 6-то на 300, 7-то и 8-то на 400, а 9-то одделение на 600 метри. Средношколците си ги одмеруваа брзините меѓусебно на 800 метри. Денеска е шестиот поред традиционален општински крос 2015, значи како и секоја година така и ова. Учесници се учениците од трето одделение до завршните години во гимназиското образование, односно се поделени во повеќе категории, така да во секоја категорија има учесници машки и женски, трето и четврто одделение трчаат, па потоа пето и шесто, седмо и осмо, девето и учениците од гимназијата заедно трчаат од прва до четврта година. Најуспешните ученици, односно првопласираните 3 места во поединечна конкуренција, добија дипломи и медали од општината. Ке има дипломи и ке има медали прво, второ, трето, златна, сребрена и бронзена под покровителство на градоначалникот на општина Крива Паланка, кој што е, како и секоја година, покровител на оваа манифестација. Јас сум учам во средното општинско училиште со Ѓорче Петров и сум втора година. Трчавме на 600 метри, не учествувам прв пат на кросот. Учествувам повеќе години, земам медали. Дали ова година ти е прв пат да освоиш прво место? Не. Јас сум Никола Стојковски од средното општинско училиште Ѓорче Петров. Честитки за освоеното прво место. Кажи ни на колку метра трчаше и дали прва година се надпреваруваш на општински? На 800 метри не се надпреварувам прва година, ова ми е трета година веќе што трчам на општински крос, два пати со прво место. Јас сум Клементина Китановска, сум 9 одделение, учам во основното училиште Илинден. Трчавме 500 метри, се надпреварував и мината година освоив второ место, со тоа што ова година прво. Јас сум Марија Кимовска, сум 9 одделение, учам во општинско основно училиште Илинден. Трчавме на 600 метри, ова година земав второ место, минатата година земав трето. Јас се викам Дамјан Ангеловски, во Илинден. Која одделение си? Пето. Трчав на 300 метри, ова ми е втора година што земам прво место. Јас се викам Доминик Николовски, ученик сум во ОУ Јоаким Крчевски и сум пето одделение. Втора година се надпреварувам. Добра, минатата година каков резултат имаше? Исто, и минатата година освоив трето место. Двете ракометни екипи од Куманово остварија половични резултати за време на викендот. Следува освртот на оваа тема. Младинската ракометна екипа на Куманово на гостувањето во Штип е поразена од истомениот тим со 26-21. Причината за поразот, според зборовите на тренерот Ивановски, е слабата игра во вториот дел, која домаќините максимално го искористиле. Главната причина за поразот лежи во недоволните тренинзи на екипата, односно немањето термини за работа, што секако не е добро. Во следното коло Куманово ќе го пречека борец во салата на основното училиште Христијан Карпаш, а за тајмингот на мечот дополнително ќе ве информираме. За ракометарките на Куманово нема пречки во вториот дел од првенството во првата лига. Младата и перспективна екипа уште еднаш ја покажа силата, овој пат на гостувањето во Кичево каде оствори лесна победа од 33-28. Во текот на целиот напревор, избраничките на Јосимовски се наоѓале во водство, по тие причини победата во ниту еден момент не била загрозена. Кумановки веќе се на патот на Суперлигата, па преостанатите мечеви ќе послужат оваа екипа да стекне дополнително искуство.
Кошаркарите на Куманово продолжуваат со надпреварите во ритмот сабота-вторник. Утре во Скопје ги очекува тежок надпревар против Работнички, еден од претендентите за највисок пласман. Кошаркарите на Куманово по лесната победа против Кожув се подготвуваат за важниот меч во Скопје против Работнички. За таа цел, екипата работи на тактички план и скаутинг за да подобро ги анализира можностите на Работнички. Секако важно е се спомене дека саботната победа дополнително го крена оптимизмот и вербата во екипата, која вети дека во Скопје ќе атакува на победа. Реално, Работнички е фаворит, бидејќи игра на домашен терен на кој ретко губи, но да се надеваме дека кумановци ќе најдат сили и ќе не израдуваат. Мечот против Карпош Сокури во Скопје потврди дека оваа екипа има квалитет, но потребна е малку поголема психолошка концентрација која мора да биде на повисоко ниво, особено во клучните моменти. Во вестите од меѓународната сцена за денеска ги издвојуваме актуелностите од кошарката и тенисот. Јапонецот Кеј Нишикори е победник на тенискиот турнир во Барселона. Кеј Нишикори е победник на силниот тениски турнир во Барселона од серијата 500, откако во финалето го совлада шпанецот Андухар со 6-4 и 6-4. На јапонецот ова му беше 9-та титула во кариерата. За овој триумф во Шпанија заработи 475.000 евра и 500 ATP бодови, додека поразениот Андухар инкасираше 208.000 евра и 300 ATP бодови. На денешната најнова ATP листа, кај мажите и натаму голема предност на Ѓоковиќ во однос на Федерер и другите тенисери. Во НБА лигата ноќеска беше возбудливо. Далас го совлада Хјустон со 121-109 и намали во серијата на 3-1. Најзаслужени за победата беа Ели со 31 и Борија со 17 кошеви и 13 асистенции. Во Хјустон се истакна Харден со 24 и Смит со 23 поени. После деблакот во третиот напревар, Клиперси возвратија со брейк, а творец на триумфот беше феноменалниот Пол со 34, како и Грифин со ефект од 20 поени и 19 скокови. Во Сан Антонио, 20 кошаркари беа расположени за игра, Ленард со 26 и ветеранот Данкан со 22 коша. Мощно ефикасно беше и на надпреварот помеѓу Вашингтон и Торонто, во кој Визардс си славија со 125-94 и вкупно со 4-0 обезбедија пласман во наредната фаза. Бил со 23 и Гортрат со 21 го носија тимот до важната победа, а во Торонто се истакна Лоури со 21 кош и 8 скокови. Вашингтон во следната рунда го чека подобриот од надпреварот Атланта-Бруклин. Кошаркарите на Црвена звезда се наоѓаат на чекор до освојување на титулата во АБА лигата. Составот на Дејан Радонjić вчера оствари тешка победа против Цедевита со 69-65 и победа со 2-0 во серијата. За разлика од првиот напревар, кој црвено-белите го добија лесно, во вториот можеше да се случи Цедевита да слави. Сепак на крајот домаќините беа присебни во финишот и сега само една победа ги дели до титулата. Следниот меч помеѓу овие две екипи се игра во среда во Загреб. Зголемување на облачноста со локален дожд и ретка појава на грмежи. Дува слаб до умерен јужен ветер, дневната температура е во интервал од 19 до 25 степени. Веќе од утре нашето подрачје ќе потпадне под влијание на циклонска активност и на влажна и нестабилна воздушна маса, која ќе услови променливо облачно и нестабилно време со локален пораен дожд, грмежи и засилен ветер. Следува метео за североистокот. Ви благодарам на вниманието. Останете со програмата на К3. Пријатна вечер.